По трагедијата од Кочани сметам дека секој од нас има должност до негде да одржува темата за промена на системот, односно да се дава ветер на таа порака, да не оставаме да се заборави, затоа што не треба да се заборават жртвите од таа трагедија, не треба да се заборават жртвите од сите изминати трагедии и да се превенираат жртви од некои наредни трагедии како резултат на корупција. Јас извадив неколку бројки тука кои што сметам дека може да дадат некоја слика во однос на тоа каков е системот во кој што живееме и што е она што треба да се промени. Имено три најголеми политички фактори го креираат нашиот политички систем од формирањето на оваа држава. Имено во 1990 година се формира повеќе партискиот систем во Македонија и се одржуваат првите избори на кои што победува ССМ и останува 8 години на власт. Од 1998 до 2002 се менува власта, доаѓа ВМРО, од 2002 до 2006 повторно се менува власта, доаѓа ССМ заедно со ДУИ, третата најголема политичка партија, од 2006 до 2016 доаѓа ВМРО со ДУИ, од 2016 до 2024 доаѓа ССМ со ДУИ и од 2024 до 2025 повторно доаѓа ВМРО на власт. Значи ги имаме цело време се менуваат тие три партии консеквентно. Вкупно поминато време во извршна власт, СДСМ има 20 години до денес, ВМРО има 15 и ДУИ има 20 години. Значи тоа се најголемите политички ентитети кои што го формираат политичкиот систем во држава изминативе 35 години, и кога се зборува за промена на системот, барем политичкиот дел од системот, мислиме или се мисли на промена на тие ентитети, начинот на кој што се создадени, начинот на кој што функционираат, затоа што времето покажува дека не се способни да се справат со моќта на корупцијата која што е присутна насекаде во светот, но кај нас е очигледно. Постои веб страна која што го мери тоа, организација која што го мери тоа и го прикажува на својата веб страна, тоа е Transparency International. Според Transparency International ние сме рангирани на 88 место од 180 држави, или 88-то место го делиме заедно со Танзанија, Суринам, Виетнам и Казахстан. Така да тоа е нивото на справување со корупција која што го имаме моментално. Уште еден податок кој покажува реакцијата на луѓето во Македонија, населението во Македонија, кој што живее изминативе 35 години како независна држава и неможноста таа држава се справи со нивото на корупција, е бројката на население. Односно од 1990, значи до 1990 година, каков и да бил системот, има различни мислења и така натаму, и какво и да било нивото на корупција тогаш, кое што не верувам дека било помало, не сме можеле да насочиме директни кривци или дека некој од нас е конкретно крив за создавањето на таа корупција и така натаму. Секогаш имало поголема сила, сме биле во сојуз, федерација и сме имале некој тип на изговор, да кажеме, но од 1990 немаме изговор, затоа што имаме сопствена држава, односно од 1991 со референдумот за независност. Па ќе ја земам 1990 како некоја референтна година за бројката на луѓе во Македонија и како се движи таа. Односно во 1990 година во држава има 2.063.000 луѓе со средна возраст од 28 години, 5 години подоцна бројката се намалува, 1.998.000 луѓе со средна возраст од 30 години. Во 2000 година бројката расте, имаме 2
57.000 со средна возраст од 31 година. Во 2005 година повторно расте, имаме 2.089.000 со средна возраст од 33 години и од 2005 година до 2025, значи во последниве 20 години, бројката на население се намалува цело време. Значи во 2010 имаме 2.050.000, 2015 имаме 1.980.000, во 2020 имаме 1.872.000 и во 2025 имаме 1.813.000. Од почетокот, значи од 1990 година до ден денес средната возраст се зголемува, односно населението ни старее. Значи луѓето си одат од бројни причини, но настани како тој во Кочани, мислам дека драстично ја зголемуваат таа бројка и покрај големата желба на некои луѓе да останат и да живеат тука. Така да сите нешто се тука се уште. Дополнително сите оние кои што имаат енергија да се борат за промена на системот. Кажав, ова е некој мој приказ на политичкиот систем, односно кој има најголемо влијание и најдолго влијание на политичкиот систем во Македонија. Најверојатно ќе направам уште едно видео со мое гледање, нормално за системот на општествени вредности, системот на вредности во нашето општество и кој што сметам дека е коренот на све останато што се случува, затоа што како сме изградени како луѓе, директно влијае после тоа како ќе се однесуваме во политиката или во било која друга сфера. Така да не ја заборавиме и да не ја забораваме темата за подобрување и промена на системот во кој што губиме животи, губиме луѓе секојдневно на најразлични начини.